Почитувани новинари, денес на мое големо задоволство, тука сме заедно со председателот на ВМРО ДПМН да одбележиме официјално започнување со градба на една нова, модерна градинка на територија на општина Бутел, поточно во населеното место Бутел 1. Ова беше едно предизборно ветување кое што евидентно станува реалност. Оваа градинка се гради врз основа на програмата на ТАФ, е во вкупна вредност од 35 милиони денари. Таа ќе биде со капацитет каде што ќе може да собере 120 дечиња. Површината за градба е некаде околу 950 метри квадратни во првата фаза која што се гради во моментов и втората фаза која што предвидува мини спортска сала за дечињата од градинката и ќе биде во некаде во износ на површина од 200 метри квадратни. Во оваа прилика би сакал да истакнам голема благодарност, особено до тимот на урбанизмот во општина Бутел, бидејќи навистина наследивме еден проект со огромни технички недостатоци и со една вака динамична, жестока работа, навистина ги одглавивме сите, за да ете денеска имаме сериозен старт со сериозна динамика за градба на оваа градинка. Пред неколку дена го завршивме и работното лето на територија на општина Бутел. Се сработе многу, се асфалтира над 20 улици. Скоро секое мало веќе добива нов парк, ново спортско игралиште. Го менуваме ликот на општина Бутел и убеден сум дека ќе продолжиме со оваа динамика која што ја наметнавме во првата година од мандатот. Ви благодарам. Градоначалник, зашто овој изминатите 2 дена не бевте достапен за медиите? Каде сте не побарали? Не сум дали до кабинетот сте доставиле барање? Не, дали имало некакво барање? Да, повелете. Станува збор за 12-тницата на границата меѓу Чаир и Бута. Добро. Требаше со одобрение на Министерството за транспорт да биде пред година и пол или 7 капница, па 5 капница според град Скопје, сега е веќе 12 капница. Мештаните не будуваат зашто една урбана населба да се претвори во втор Чаир. Дали сметате да се нарече? И дали е оправдана според документите? Одговорот би го поделил на два дела. Прво, целата таа зграда согласно сите документи и градбата и се што е поврзано со таа зграда беше во минатиот мандат на градоначалникот претходен Велимир Смилевски. Така да ова прашање би требало да му го поставите на него, истото прашање му го поставав јас на него пред кампањата. А во однос на тоа како законски е регулирано, ценам дека е согласно закон, тука нема дилема и секако одобрението за градба претходно издадено врз база на постоечкиот план кој што поминал во Министерството за транспорт. Така да нема дилема. Инаку би се надоврзал секако, јас со цела сила се борам тој процес кој што го спомнавте да се случи во претходниот мандат да не се случува повеќе во Бутел. На општина Бутел не и требаат згради, треба мирно живење и тука сме на иста линија со вас и со граѓаните таму каде што живеат. Дали имаат документи, дали имаат дозвола за градба од општината? Зборите за зграда до зградата ќе проверим. Добро. Искрено немам информации, но веднаш ќе проверам денеска, ќе ви дам точен одговор по однос на оваа тема. Зашто нема дозвола од општината? Да, ќе проверам за што станува збор и веднаш ќе ви дадам одговор. Децата во училиштето Панајот Гиновски за отварање на уште една паралелка на албански јазик за прво одделение. Им појаснив и на родителите, ќе појаснам вака јавно, станува збор за следно. Согласно реонизацијата, имавме упишано 40 првачиња на албански јазик во училиштето Панајот Гиновски. Заради добра волја, по моја насока, Советот допушти да се запишат уште 20 ученици кои што се надвор од реонизацијата, за да исполниме 2 паралелки. И веднаш постем тоа, дојдоа уште неколку дечиња кои што се надвор од реонизација, кои што немаме ние должност да ги примиме, и некаде бројката стигна до 61-2 и на тој начин мислам дека многу непринципиелно се повара трета паралелка. Мислам дека сум јас. Друго продолжение, како што викате родителите, сте кажале дека нема доволно простор. Не, такво нешто не сум кажал. Такво нешто не сум кажал, чисто станува збор за принципиелност и сметам дека чекорот кој што го направи општина Бутел е навистина е во
една насока на добар соживот, квалитетен и така натаму. Ние допуштивме да се запишат плюс 20 деца кои што се надвор од реорганизација со одluga на Совет. Мислам дека тоа е од општина Чаир. Овие Да. две паралелки се по 30 деца, 31, 32, значи двете паралелки. Не, по 30 се сега во моментов, има 60 вкупно. Внимателно следете ме, со плюс 20 деца кои што се за надвор од реорганизација. Разбирате, надвор од општина Бутал. Тоа значи, попрецизен да бидам, реорганизацијата опфаќа и некои улици од Чаир, тие си се примени во овие 40, но ова е надвор и од таа реорганизација. Не разбирате, надвор од реорганизацијата за училиштето, од општина Чаир, се поточна за. Така да мислам дека ние направивме квалитетен и добар чекор во оваа списа, а не нешто негативно. Јас имам друга тема локална, значи рече се сега началници во градот во околието на град Скопје ветуваа во предизборната кампања дека ќе помагаат со фасади за зградите, за старите згради за поголема енергетска ефикасност. Дали има нешто конкретно во вашето? Има многу конкретно, во тек на следната недела распишуваме конкурс односно на оваа тема, веќе направивме неколку средби со одредени населени места, ќе биде јавен повик, ќе ги повикаме сите и секако согласно можностите и финансиските средства на општината ќе одговориме односно тоа прашање. Но овој проект беше ветен и ќе биде реализиран за многу скоро. Hvala.